Тие одлуки се донесени во делот на основното и средното образование. Универзитетите имаат автономен статус во поглед на уредувањето на наставата на универзитетите и изведувањето на наставно-образовниот процес, сепак водејќи сметка за она што значи епидемиолошко состојба од државата. Универзитетот Гоце Делчев во Штип е еден од најспремните универзитети во поглед на справувањето со вакви непогоди во делот на образовниот процес, имајќи предвид дека располага за сите модерни алатки кои се неопходни за изведување на хибридни настави или комбинирани системи на настави, што значи дел на наставата да биде онлайн настава, дел на наставата да биде, да кажем, со физичко присуство. Ние како универзитет се уште ги немаме донесено одлуките во поглед на тоа како ќе почне учебната година 2021-2022 година во почетокот на октомври месец. Сме спремни за хибриден систем, што значи онлайн настава на поголемите групи и физичко присуство на вежбите и на помалите групи. Како универзитет сме спремни во таа насока сега и доколку не се нешто значајно промени, да кажем, во епидемиолошка состојба на државата, најверојатно учебната година ќе започне како хибриден систем во делот на поголемите групи, како што е медицинскиот факултет кој што има огромни групи, веројатно со онлайн настава на предавањата, физичко изведување на вежбите за помалите групи и на другите единици на универзитетот кои што има помали групи со физичко присуство. Меѓутоа, доколку дојде до влошување на епидемиолошка состојба во државата, веројатно ќе биде опцијата онлайн и понатаму присутна на универзитетите. Јас само сакам да ви споменам дека на универзитетите е присутна популацијата на завршеници на школата, значи 18, 19, 20 години, што опфатот на вакцинација на таа популација е релативно мал во овој момент. Од друга страна, затоа реков, че ги следиме препораките на државните органи во поглед на епидемиолошка состојба на државата и ќе бидеме спремни да реагираме на прав начин. Реков, универзитетот Гоце Делчев добро одговори на досегашната состојба во кризата, водејќи сметка дека е установа која е најмногу зајакнета во делот на информацијски комуникацијски технологии во државата и мислам дека не очекуваме некои значајни проблеми во хибридниот систем да го продолжиме и овој семестар доколку ситуацијата биде проблематична, доколку ситуацијата биде нормална како што е ова, а сега веројатно ќе почне со физичко присуство на студентите. Се реков дека високото образование ќе има време бидејќи почетокот на школската година е 1 октомври. До тогаш ќе ги следиме епидемиолошки состојби во државата. Ние сме спремни за хибриден систем да продолжиме и понатаму, тоа значи да поголемите групи бидат онлайн настава, а да вежбите и помалите групи бидат физичко присуство на студентите. Меѓутоа реков, се ќе зависи од тоа какви ќе бидат состојбите во текот на септември месец. Ние најверојатно одлуките ќе ги донесеме во текот на септември месец, после почетокот или завршувањето на уписот прва година, за да студентите имаат можност да правилно реагираат во поглед на обезбедување на сместување и такви работи кои се важни во социјалното живење на студентите. Нема да ги оштетиме студентите, се надевам че ги информираме благовремено, можеби на крајот на јули таа информација ќе имаме, меѓутоа реков, во секој случај сме спремни како универзитет за било кој сценарио кој може да ни дојде на почетокот на новата учебна година, така да ние како универзитет и оваа година и пол дена, минатата година и пол дена, 3 семестри покажавме дека можеме да го правиме тоа и на друг начин за кој сметаме дека е таков како што е, дади одговор на некои прашања толку што можеше да ги дади, меѓутоа хибридниот систем на образование е неминовност во времето кое доаѓа. Дали сакале или ние не сакале, вклучувањето на голем дел од алатките на информацијски комуникацијски технологии се неминовност во живењето кое доаѓа. Разбирате, тоа составен дел на нашиот живот, составен дел на развојот, составен дел на едукацијата, така да нема тука алтернатива дека е независно од тоа дали е пандемија или не е пандемија, голем дел веројатно од начинот на здобивањето на знаење ќе биде трансформирано во единината која доаѓа на универзитетите, баш поради можеби пандемијата го забрза тој момент. Можеби даде, да кажеме, акцелерација во поглед на тоа да повеќе се свртиме кон тие алатки, меѓутоа реков, независно и да немаше, неа веројатно во времето во кое доаѓа голем дел од системите ќе бидат хибридни во поглед на примената на голема количина на информацијски комуникацијски технологии во системите на учење, бидејќи реков, некои алатки нудат и многу поголеми можности него ништо друго. Да, значи ли тоа и за практичниот дел? Не, практичниот дел на оние вежби кои што се изведуваат на студиски програми кај што има, да кажеме, лаборатории, тоа е јасно дека се бидат физички.